Ова проповед има многу контроверзен наслов, кога го прочитал, но ова го нарекуваат обично психолозите обратна психологија. Знаете, живееме во време кога читаме книги за она другото, како да бидеш успешен, 3 чекори до успехот. Па имате едни од најпродаваните, најпопуларните книги, ако ги знаете, се Психологија на успехот. Имате Психологија на успехот, прв дел, втор дел, трет дел, ако сакаш да бидеш ептен успешен. Така да додиш до крај. Истражував малку и вчера на интернет, најпопуларни се овие книги, кои што имаат наслов во себе си: успех, успех во бизнисот, успех во дома, во семејството, ви нудат чекори до успехот, чекори во тоа како да бидеш среќен, како да во животот постигнеш се. И ние го посакуваме тоа. Но понекогаш несвесно прифаќаме работи што овој свет ни ги нуди како рецепт за успех, а всушност се обратни нешто. Всушност, трчајќи по успех, ние за жал понекогаш присвојуваме во нашиот живот некои навики или нешто што не прават мизерни. И затоа сакав денеска да во обратна смисла го поставам насловот: кои се оние работи кои што не треба да ги правиме за да можеме навистина да бидеме среќни или успешни, за да бидеме во Божјата волја. Бидејќи ние обично велиме, нели, за да бидеме успешни треба тоа, но ајде да тргнеме обратно, да видиме што не треба да правиме за да не бидеме мизерни. Ако не сакаш да доживееш неуспех, не ги прави овие нешта. И како што набројуваат 3 нешта до успех, јас ќе ви набројам 3 нешта за неуспех. Така да денеска ќе ве научам како да бидете мизерни. 3 работи како да бидеш мизерен. 3 работи како да доживееш неуспех. Или во твојата глава ти веќе си размислуваш: аха, значи овие работи 3, ако ги правам ќе бидам мизерен, така да овие 3 работи да не ги правам. Целта на ова проповед е овие 3 работи да не ги правиш. Иако светот понекогаш можеби ќе те убеди или понекогаш ние лажно веруваме дека тие 3 работи, нели, се добри, ќе ни помогнат во нешто. Па ајде да погледнеме кои се овие 3 работи што не водат до неуспех или не прават мизерни. Првото нешто е: споредувај се секогаш со другите. Секогаш споредувај се со другите ако сакаш да си мизерен. Зошто? Затоа што кога ние се споредуваме со другите, без разлика дали се споредуваме со некој подобар од нас или со некој полош од нас, ние и во двата случаи се ставаме во една ситуација која што не е добра и правиме грешка. Најчесто и за едното и за другото ние понекогаш и користиме како изговор. Например, многу пати се користиме со оние што се полоши од нас, се споредуваме за да си ги оправдаме нашите слабости. Имаше една жена во црквата која што знаеше да касни постојано на богослужба. И таа жена во една прилика и рековме на таа сестра, нели, сестро, не е добро постојано доцниш на богослужбата. Почнала богослужбата, после 15 минути ти влегуваш. И нейниот одговор беше: па и мите касне. Но поентата на приказката е дека таа си го оправда незиното доцнење со некој си мите. Па не сум само јас, и мите касне. Значи во овој случај таа рече: па и друг го прави, еве, јас од него гледам, така да си ја оправда незината мана, дека и друг го прави, споредувајќи се со него. Мојата мајка ми кажуваше еден пример, кога тргнала на работа во Македонка, на времето беше голема текстилна индустрија, гигант беше, можеби знаете, се сеќавате по старите во Штип. И таа вели, тогаш имаше многу, Македонка имаше некаде над 5000, можеби и повеќе, околу 8000 вработени, како сега што е Дрексел Мајер, можеби и уште повеќе. И вели, бидејќи тоа беше доста одамна, имаше многу жени кои што беа дури и неписмени таму што беа вработени. Доваѓа од села, ги вработува и почнуваа со работа. И вели, во една прилика имаше една жена која што беше неписмена и таа се вработи заедно со една нејзина пријателка од истото село.
И там многу работи не знаеше за себе си, ни да напише, ни да каже. И шефот ја викнал, за да може да пополни за нея формулар, нели, што е, како е. И сега незината пријателка, која што била од истото село, се викала Мара. И мајка ми кажуваше, дури го раскажували у целата фабрика тој случај. Вели, шефот ја прашува, еве Стаменка да речеме, ја прашува Стаменка, ти од кое село си? И она вика, од кое Мара, тоа и ја. Вели, добра, а ти која возраст си, која годиште си? Која Мара, таа и ја? Вели, после ја прашуваат жената Стаменка, вика, добра, шо сакаш да работиш ти у фабриката тука? Па шо Мара, тоа и ја. Вели, вели, колку плата сакаш да, нели, да имаш? Колку плата очекуваш да ти дадеме? Па колку Мара, толку и ја. И цело време, вели, таа се вадела со Мара, нели, се споредувала со Мара. Шо Мара, тоа и ја. Каде Мара, таму и ја. Колку Мара ќе зима, толку и ја. И на крајот шефот му стигнал, па ти не си Мара, му скиснал, рекол, ти кажи си за себе. И интересно е понекогаш како кога се споредуваме, ние сакаме да бидеме со другиот апсолутно тој што го има тоа и ние. Таквиот беше проблеми со апостол Петар, ако се сеќавате. Петар беше еден од оние апостоли што се истакнуваше од другите. И кога Исус воскресна, тој го повика Петар да разговара со него. И му кажа на Петар што ќе следува во неговиот живот. Му кажува на Петар дека тој заради него треба да страда во неговиот живот. Му кажа дека тој треба сега да ги води овците негови. И на тоа нешто Петар се сврте и погледна, не кажува по име кој, но предпоставуваме дека е тоа Јован, бидејќи најчесто Јован го пишуваше тоа Евангелие и од скромност не си го кажуваше името. Но вели Петар се сврти и рече, Господе, а што е со овој ученик што иде со нас? Гледате, Исус му кажуваше за него, но тој наместо да се фокусира на себе си, тој се фокусираше на ученикот позади него. А тој што е со него? За него што планираш? А заради тоа што Петар се споредуваше со другите, тој не можеше да се фокусира на она што Исус го има за него лично. Затоа ако прочитаме на едно место во Галатјаните 6 глава, 4 и 5 стих, токму во оваа насока ќе видиме што ни кажува Библијата. Еве ќе се обидеме да го најдеме. Галатјаните 6 глава, 4 и 5 стих. Слушнете што се вели овде. Така секој нека си ги испита делата своји и тогаш ќе има пофала пред себе самиот, а не пред друг, зашто секој ќе го понесе својот товар. Гледате, Библијата јасно ни учи дека секој треба да ги испита своите дела, а не тугите. Ние многу пати се споредуваме со тугите, ама он што прави така и јас така ќе правам. Или тој ако тоа не го прави, па и јас не мора да го правам. Па и другите не дават во црквата за Господ, па зошто мора јас да давам? Па и другите каснат, па зошто мора јас да идам на време? И ние се споредуваме со другите. Но Словото ни кажува, секој нека си ги испита своите дела. Јасно ни кажува текстот, секој треба да си ги процени своите дела, а не да се споредува со другите. И ако го прави тоа, не треба за да се исто така фали или да ги потиснува другите. Насловот на проповедта денеска беше како да бидеш мизерен или како да доживееш неуспех. Ако ние се споредуваме со другите, ќе бидеме мизерни, затоа што во првиот случај кога се споредуваме со тие што се послаби од нас, ние остануваме мизерни затоа што не се менуваме, не стануваме подобри. Но што ако се споредуваме со некој што е подобар од нас? Тогаш сме уште помизерни. Знаете, кога ќе погледнеме на некој што оди напред и е многу над нас, доживеал успех, ние тогаш велиме јас никош нема да бидам како него. Види го тој колку напреднал, види ја неа како убаво пее, види како добро го прави ова нешто. И ние тогаш стануваме уште помизерни затоа што гледаме дека некој е подобар од нас, а ние не сме. Јас скоро на жена ми кажав, одам во теретана да вежбам, и често пати кога гледам таму луѓе кои што се многу послаби од мене, развиени со мускули, јас кој ги гледам викам, леле, јас кога ваков ќе станам? Јас нема шанс 10 години да одам на теретана, нема никош да бидам таков. Ама некна дојде едно момче дебелко, подебело од мене, и јас се утешив. Јас се утешив кога го видов,
Викам, имало и бетер, добро. И се охрабрив. Ама знаете, тоа нешто може да те наведе да не мора да се менуваш, бидејќи викаш, има и полош, јас сум добар, супер сум вака. Затоа и во двата случаи, и да се споредуваме и со оној што е полош и подобар, ние правиме грешка и остануваме мизерни. А сега, кога бев на конференција, седев со еден пријател кој што ми сподели ситуација за некој пастор и дека неговата жена имала пророчки збор за него. Зашто станува збор? Тој пастор цело време бил мизерен затоа што се споредувал со пастори подобри од него. Тој имал срце за да служи на Господ и го споделувал Евангелието со други секогаш кога Бог ќе му даде прилика, кога Бог ќе му прати некој човек во неговиот живот. Тој му кажувал за Исус. И тоа го правил навистина добро. Господ му давал зборови и бил благословен во тоа што го правил. Но тој гледал на другите пастори кои што имат поголеми цркви, кои што се поуспешни, кои што излегуваат на големи настани, проповедат пред многу луѓе, некои од нив дури евангелизатори, и гледајќи како тие во тоа нешто се успешни, тој се разочарувал, сметајќи дека тој не може да го постигне тоа. Се обидувал, ама бидејќи не ги имал истите резултати, останувал мизерен. И оваа сестра на која што Господ и дал пророчки збор, еден ден отишла кај него и му кажала што Бог ја открил. И таа му рекла, јас те видов, Бог ми даде слика, и те видов како стоиш на брегот на едно езеро и имаш рибарски стап и ловиш риби. И секогаш кога ќе фрлиш со стапот во езерото, ти вадиш риба. Секогаш кога ќе фрлиш, ти вадиш риба. И ти си добар рибар. Но тогаш те видов како твојот поглед се насочи во езерото и таму имаше еден брод. И имаше рибари кои што со мрежи вадеа риби. И тие вадеа повеќе риби. И ти тогаш почна да посакуваш да си како нив. И насмевката исчезна од твоето лице. Додека ти беше фокусиран на твоето ловење риби, ти беше радосен. Кога погледна како тие вадат риби со мрежи многу повеќе, исчезна насмевката. И таа му рекла, Господ ти порачува, немој да се фокусираш на другите, Бог ти дал рибарски стап, тоа што го правиш добро, биди радосен, биди среќен и работи го тоа што Бог ти го дал. Ти во тоа си успешен и биди задоволен со тоа. Гледате, она што таа жена му го кажала на овој пастор, понекогаш е проблеми со нас. Кога ќе се фокусираме ние на луѓе што се поуспешни од нас, ние се разочараме и ќе велиме, јас нема да бидам како нив. Затоа, ако читаме во Библијата, Библијата ни кажува дека најдобро е ние да го следиме совршениот пример. Исус ни кажува дека тој е примерот и на едно место апостол Петар вели, бидете свети како што е свет и самиот тој. Ние немаме потреба да се споредуваме со други. Читавме пред малку во Галатјаните, ние треба да ги проценуваме своите дела, да се фокусираме на оно што Бог ни дал да го правиме и секој вели тогаш пред Бог ќе може да го одговори или да го покаже тоа нешто без да се фали. Затоа, ова е првото нешто како да бидеш мизерен. Ако сакаш да си мизерен или неуспешен, секогаш споредувај се со другите. Или кажемо со други зборови обратно, ако не сакаш да си мизерен, не го прави тоа нешто. Ајде да видиме кој е второто нешто. Второто нешто е постави си превисоки цели. Ајде да не кажам невозможни, веќе ние христијаните тој збор не го употребуваме. Нема ништо невозможно. Ако веруваш во Бог, се е можно за тој што верува, нели? Но тука е стапицата за нас. Понекогаш кога слушаме толку многу такви пораки каде што ти велат се е можно за тој што верува, се можеш да направиш, ти можеш ако сакаш и 25 часа на ден да работиш, ти можеш да постигнеш многу повеќе. И тогаш ние се залетаме и почнуваме да правиме работи кои што се над нашите сили. Нешта кои што навистина подосна не обременуваат. Еве, повторно ќе прочитам од Словото Божие од 12 глава, 3 стих, да видиме што ни кажува самото Слово по ова прашање.
Вели апостол Павле, на секој од вас му порачувам дека за себе не треба да има повисоко мислење од што заслужува. Бидете скромни, вели, и проценувајте си ја собствената вредност или способности според големината на верата што Бог ви ја дал. Гледате, апостол Павле не се залетува во некоја хипервера, да ни каже ти се можеш, прави се што ќе замислиш, оди слободно напред. Него вели, секој од вас треба да размислува за себе си скромно и да ја процени својата собствена вредност или способност. Така да, Павле овде ни кажува дека треба да размислуваме во рамките на она што Бог ни дал да можеме да го правиме. Никој од нас не може 25 часа на ден да работи. Никој од нас не може да се преоптовари. Понекогаш ние мислиме дека можеме да правиме се, но тука, за жал, има еден збор што американците сега ни го позајмија, го научивме од нив. За жал прегоруваме понекогаш. Тие го нарекуваат burnout. Пак ќе го спомнам моето одење во теретана, таму над зидовите има мотивацијски напишани некои текстови. Ги читаш, work every day, пишува на англиски, секој ден работи. На другата страна читаш, пишува no day off. Демек, ниеден ден не го оставај слободен, секој ден работи. И изгледа вака многу машкин или многу силно. Секој ден вежбање, нема слободен ден. Удри на вежбање, удри секој ден, по 24 часа на ден. Ама знаете што се случува кога така ќе правите? Вашето тело на крај се исцрпува. Треба да имаш слободен, треба и телото да има време на одмор. Затоа и Библијата ни кажува, секој од нас треба да размислува според рамките на она што Бог ни го дал како способност. И тука кога ние, светот исто не учи нова лекција, кога почнуваме да го зимаме тоа од светот како мерило или како совет за успех, ние за жал тука стануваме мизерни. Денеска, знаете ли дека Јапонија е позната како земја во која што има најголем број на самоубиства? Знаете ли зошто се самоубиваат? Затоа што тие се нација која што е фокусирана на целите. И тие се луѓе кои што секој ден си поставуваат високи цели и тие мора да ги исполнат. И кога некој од нив не ја исполни таа цел, дури некојаш и за банални работи, може би сте читале за такви случаеви, машиновозачот не успел да стигне на време со возот во следниот град. И тој заради тоа се убил, си го одзел животот. Затоа што на време не стигнал. Пак нас каснат автобусите, керка ми кажуваше, во Скопје каснат по пола час, секој ден, и саат, и никој за ништо не се секира. Но гледате, кога вие ќе си поставите невозможни цели, морам јас секогаш да го направам тоа нешто, морам се да исполнам што сум испланирал, морам да го направам ова. И кога си поставиме огромни и премногу цели, на крајот ние крахираме. И тоа е проблемот што овој свет ти го нуди како рецепт за успех и вели ова е нештото ако сакаш да бидеш успешен. Постави си многу цели, секој ден прави го, нема одмор, во исто време 5 работи треба да правиш, треба да, кога джогираш и да учиш со слушалките и англиски јазик, истовремено треба и да диктираш, треба и ручек да правиш, се заедно. Но тоа е невозможно, можеби ќе го правиш недела, 2, на крајот ќе прегориш. Затоа Господ нас не учи да ние препознаеме која е службата или која е нештото во што сме добри, и да му благодариме на Бог за тоа нешто и тоа да го правиме. И да научиме дека на нас ни треба да сме активни, но нас ни треба и време на одмор, ни треба и време на дружење, ни треба и време на заедништво. И затоа можеби ние балканците можеме да ги научиме нешто добро луѓето од западот, особено американците, тие што имаат такви западни вредности на тоа дека мора да постигнеш се или да 24 часа да си активен. И она на кое што тие ни завидуваат кога доаѓаат овде, и јас сум разговарал со повеќе од нив, особено кога ќе дојдат американци, тука велат, ние ви завидуваме што вие знаете да уживате во времето. Кај нас се е под час, се е под секунда, трчаш ово да го завршиш, трчаш оно да го завршиш, до крајот на денот се да си завршил, дома доаѓаш, трчаш тоа, па дома имаш обврски.
Вели, вие знаете да уживате во времето, си седите со комшијата или со комшиката си пиете кафе, па ќе излезете, ќе седнете во градот, па ќе имате дружење, па ајде да дојдам кај тебе. Вие давате време на заедништво, на нешто што е важно, време со блиските, со пријателите, и тоа е исто важно. И тоа е потребно. Нема да мислите дека тоа е губење на време. Не е губење на време. Не е губење на време кога одмараш, не е губење на време дури кога решаваш да се молиш. Ние понекогаш како христијани велиме, ја толку имам на работа денеска, немам време да се молам. Немам време сега да си го губам времето. Но не е губење време. Во една прилика еднаш решив да пешачам и да се молам. И обично тогаш имав повеќе можност, пешачев, излегував од Неготино и пешачев дури до надвор од Пепелиште, до, ако знаете таа војната база таму, и назад. И за тоа ви е потребно понекогаш во еден правец само час и пол до 2 и 2 часа назад. Така да околу 4 часа некаде ќе потрошите да отидете до таму и назад. Ама јас тоа време го користив кога пешачев, за да кажеме физички да сум активен, но го користев и да поминувам време со Бог. Си бев сам, по пато си одам, си се молам, никој не ми смета и поминував прекрасно време со Бог. И еднаш додека пешачев ми се јави една сестра и вели, шо правиш? Викам, пешачам и се молам, одам по патот и вели, каде пешаш, до каде? И кажувам, па одам до таму, околу 2 часа и се враќам назад. И таа ми рече, а шо си го губиш времето? Немаш ли покорисни работи, па си го губиш времето? И гледате, понекогаш ние размислуваме на тој начин, дека ако јас решам едноставно малку да избегам од сите обврски и да го поминам времето со Бог, ние мислиме тоа е губење на време, но не е. Затоа немојте да ја прифатите оваа лага, дека треба да си поставите невозможни или превисоки цели. Светот постојано ќе ви го кажува ова нешто, но тоа на крајот ќе ве донесе до прегорување. И затоа ова е вториот рецепт за неуспех. Втората точка како да бидеш мизерен. Постави си превисоки цели. Јаде да го погледнеме третото нешто. Третото нешто е живеј во минатото или живеј на стара слава. На што се мисли овде? Овде се мисли на луѓе кои што во минатото биле во нешто успешни, постигнале одреден успех и тие се задоволиле со тоа и цело време се повикуваат на тој успех. Тоа е првата ситуација во која што овие луѓе не продолжуваат да растат затоа што тие на времето, не знам, биле шампиони во нешто или на времето биле во нешто успешни, па дури и како христијани. Ние знаеме да се фатиме во минатото и да живееме во минатото и да кажеме, на времето да знаеш јас колку сум сведочил, на времето да знаеш јас што сум правил, на времето да знаеш јас колку бев ревносен христијанин, колку сум се молел. Добро, но тоа е во минатото. Ние велиме дека ти не можеш да живееш на стара слава. Луѓето кои што во минатото постигнале нешто, понекогаш си мислат дека тие достигнале некакво совршенство и сега нема потреба да прават ништо. И затоа е опасно ако ние живееме само во минатото. Кај нив е препознатлива гордост, арогантност, препотентност и самоувереност. Имаше еден брат повозрастен од мене, кој што беше доста пасивен христијанин, ама кога и да разговарам со него, ако ние нешто сакаме да правиме, сакаме да излеземе, ние бевме тогаш млади верници, сакаме да излеземе на плоштадот, да ставиме масичка со Нови Завет и христијанска литература, како што Кацаца многу пати го прави, и луѓето што доаѓаат да им кажуваме за Господ Исус. И јас на него ќе му кажам, ќе излеваме со масичка, ајде ако сакаш дојди ти, он вика, ја колку сум го правил тоа на времето, ја кога го правив тоа, вие кај бевте? Така да, со тоа се вадеше. Кога ќе му кажем, ајде да одиме на молитва, он вика, ја колку сум го правил тоа на времето. Така да постојано се вадеше со нешто што го правил на времето. Но тоа не значи дека ако си го правил на времето, дека тоа е доволно и дека сега не мора ништо од тоа да правиш. Друг проблем е кога живееме во минатото е, понекогаш ние тагуваме за минатото кој што можеби не било добро.
Ние велиме на времето јас како фраер бев, на времето јас колку женски гонев, на времето што се јас правев. Шо убави беа времиња тоа на времето. Но не е се убаво тоа што сме го правили. Иако некои работи можеби онака сме уживале во нив, ама сега сваќаме дека се погрешни. Затоа да се фалиме со работи во кои што во минатото сме биле успешни во гревот, да се фалиме со минато во кое што ние сме живееле неморален живот, не е нешто што ни носи полза. Затоа ако мислиме дека ние веќе сме постигнале до одредено ниво и дека сега не мора ништо да правиме, тоа е исто така сигурен рецепт за неуспех, сигурен рецепт за мизерност. Јас можам да се навраќам на минатото и да жалам за минатото, но нема ништо од тоа. Нема ништо од тоа. Треба да живееме во сегашност. Луѓето кои што живеат само во минатото, колку беше прекрасно, знаеме често пати ние да кажеме и за Југославија, шо убаво беше во Југославија на времето, шо убаво беше во Југославија, се имаше, сегде шетавме, имаше убава плата, шо убаво беше. Беше, ама не можеме да го вратиме. Ние сега треба да продолжиме напред, ајде да видиме што можеме сега да направиме. Ако живееш само во минатото, нема корис од тоа. Ево овде намерно ставив една слика со една стара жена која што се гледа во огледало и ја гледа својата млада верзија на себе си, како била пред, 30-50 години. И таа може да ја гледа таа слика постојано и да очајува, каква си бев на времето, каква си бев на времето. Ама што од тоа? Можеш само да паднеш во депресија и да бидеш мизерен. Пак ќе спомнам, тој брат со кој што разговарав, тој знаеше исто така да се фали, да ни вели, јас сум помеѓу првите христијани што поверува овде, да знаете. Бев меѓу првите што се крсти. Јас бев меѓу првите што имам Библија во градот. Јас бев меѓу првите што тука служеа и што почна да проповеда. И тој се фалеше цело време на минатото. Што правил меѓу првите, кога јас уште не сум ни бил во црква кога тој поверувал. Но сега тој не прави ништо од тоа. Тој во минатото може би бил успешен христијанин, бил меѓу првите што се покајале, меѓу првите што се крстиле, но тој сега, за жал, е пасивен. Знаете и со еден спортист, колку и да е тој успешен, кога тој ќе престане да вежба, тој почнува да назадува. Ќе видите многу од таквите спортисти. Не знам дали го знаете сопругот на Лепа Брена. Бобан Живојновиќ, како беше? Ако го погледнете на времето каков е тој бил тенисер, спортист, убаво граден, згоден, со убаво добро тело, спортско, сега ако погледнете ќе видите тој е веќе со стомак, нели здебелен, бидејќи тој престанал веќе да вежба, престанал да биде активен, веќе спортот не е во неговиот живот. И кога еден спортист ќе престани да вежба, тој губи и кондиција, губи од своето здраво тело и заостанува. Еве што ни кажува Библијата исто така во оваа насока. Во 1 Коринтијаните 10 глава 12 стих вели: кој мисли дека стои, нека внимава да не падне. Ако некој мисли дека достигнал до одредено ниво и да каже јас сум сега цврст верник, мене никој ништо не ми може, јас го достигнав совршенството, добар сум, не мора сега веќе ништо да правам, ќе си живеам на мината слава, на моите достигнувања. Павле вели, кој мисли дека стои, нека внимава да не падне. Дека не си мисли дека многу е силен и дека веќе се знае. Исто така во Изреки 16 глава 18 стих вели: пред падот доаѓа гордоста. Укажувајќи на тоа дека во моментот кога ние ќе се возгордееме, ќе мислиме дека веќе не ми треба раст, тогаш доаѓа падот. Затоа ајде наместо овие 3 чекори до мизерност да погледнеме како да не бидеме мизерни, како успешно да го надминеме овој неуспех или живот на мизерност. Најнапред, признај го твојот неуспех или пат, ако си препознал во твојот живот пат или грев, признај го пред Бог и барај од неговата благодат за да го надминеш. Понатаму, научи се од неуспехот. Сите ние правиме грешки. Не е тоа спорно. Еве изборував на почеток дека бев на конференција каде што ние како народи се извинувавме едни на други.
Многу пати ние, македонците, мислиме дека само нам ни е нанесувано неправда, ние на никого не сме сгрешиле, но тоа не е точно. Сите ние правиме грешки, сите ние некого сме повредиле, но поентата е да извлечеме лекција од тоа нешто и да не го повторуваме. Научи се од неуспехот. Трето нешто, не го преувеличувај неуспехот. Немој да си мислиш, леле, ја сега никош ова нема да го надминам, сега е крај со мене. Не е крај на светот. Погледнете, апостол Петар, тој го издаде дури Исус Христос, самиот Господ го предаде, и тоа 3 пати. И сега, што ако Петар кажеше, готово, крај е со мене, и од мене веќе никош нема да биде христијанин, јас нема веќе никош нема да го следам Господ Исус. Исус повторно го повика, кога воскресна, тој рече, кажете им на 11 и на Петар дека ги чекам, нека дојдат. И тој повторно го повика Петар, иако тој направи грешка, иако се одрече од него, и Петар подоцна стана еден од првите апостоли, тој стана еден од најпознатите апостоли и најхрабриот. И последно нешто, биди милостив спрема себе си. Не се само казнувај, не се премногу осудувај. Биди милостив кога ќе препознаеш дека во нешто не си успел, кога си паднал, дај си милост или благодат, дозволи Бог да работи во твојот живот и да те менува. Ете, ова се работите кои што можеме да ги научиме, за да не бидеме мизерни. Нека Господ ни помогне во тоа нешто. Ајде да се справиме.